Да се биде хроничар за општина Битола, посебно за ридско-планинските населени места, кои се распослани во јужниот дел на Битолското поле, е тешка и одговорна задача, затоа што сите збиднувања кои се случиле низ вековите, хроничарот треба да ги преточи во едно недопишано слово, налик на некој ненадминат познавач на целокупниот живот, мајстор на секој детал, секој опис, кој умее на негов својствен начин да ги представи оние навидум ситници што не ги забележуваме, а се насекаде околу нас и се дел од нас, успевајќи тоа да го постигне на тој начин, пишувајќи за работи што му се блиски, што ги носи како дел од себе, затоа што сите тие односи, ликови, судбини, повторно, интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите и настаните, што ги опишува тој летописец, успева да му ги доближи до читателот, слушателот или гледачот, а читателот, слушателот или гледачот на неговите летописи не е пасивен наблюдувач, туку активен учесник во тие настани. Територијата на општина Битола, посебно 16 села распослани во јужниот дел на општината, е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија, а богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на регионот со нивната зачуваност, разновидност и интегралност му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Едно од тие села е и селото Барешани. Атарот на селото Барешани, како споменична целина, има огромно значење поради комплексноста од многобројните археолошки остатоци, како и низата поединечни градби, кои ги имаат карактеристиките на културно наследство од исклучително значење. Како едно од најстарите човекови населени простори, тоа представува архитектонско и уметничко достигнување и ризница на архитектонски, археолошки, материјални и нематеријални вредности. Ова село формирано во карактеристични природно-географски, историски, етносоцијални и естетски услови на живење и стопанисување, се издигало и развивало во една карактеристична хармонија. За тоа говорат најстарите сведоштва и археолошки пронајдоци, кои потврдуваат дека ова село било населено во давнешни времиња. Ете како што вели народот, Господ милуваше да го посетам селото Барешани ова 2025 во Господово лето и за него да направам аудио-визуелен документарен запис, да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историските знаменитости на ова село, за чие село ушните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие, кои се дел од земјава која со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее овде македонски и е дел од севкупната историја на Македонија. Иако со години крстарам низ овој дел на Битолското поле, така да речам никако не му доаѓаше редот за ова населено место да направам и за него документарен запис. Една стара народна поговорка вели: не кога сакаме ние, туку кога Господ тоа ќе го каже. И навистина така и видна. Како по стар обичај, кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, за селото Барешани со моето возило, со стариот руски джип, со камазот,
тргнав ден пред православниот христијански празник Свети великомаченик Меркурий, епископ Велички, ова 2025 господово лето, во раните утенски сати, за да присуствувам на заслогот, поточно речено на вечерната богослужена литургија, посветена на Свети великомаченикот Меркурий, кој се одржа во многовековниот манастир Свети великомаченик Меркурий, со која чино начествуваше парохискиот свештеник заедно со свештеници од Битолското црковно наместништво и соборниот народ, а воедно и на светата божествена златоустова литургија, исто така посветена на Свети великомаченикот Меркурий, епископ Велички, кој се одржа во многовековниот манастир Свети великомаченик Меркурий, со која чино начествуваше викарниот архиереј на Преспанско-Пелагониската епархија Господи Никола Велички, заедно со свештеници од Битолското црковно наместништво и соборниот народ, а воедно да пошетам и низ секое селско шокаче, патче, да влезам во секојселски Барешански двор. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. О мир да се помолиме на Господа. Господи Бог. Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 30 години ги посетувам нашите убави македонски села, 30 на години ги посетувам нашите убави македонски цркви и манастири. Според Господовото провидение, еве почитувани мои, се наоѓам овдека во селото Барешани, Битолското село Барешани, поточно речено се наоѓам во манастирот, чие име со векови го носи на великомаченикот Меркурий, каде што по покана на мештаните од ова село, а се разбира и оврчу по покана на членовите како на манастирскиот одбор, така и на црковниот одбор од црквата Свети Димитрија во ова село, наминав да направам нов документарен запис. Но се разбира, почитувани мои, овдека во ова село наминав и заедно со моите, така да речам, воедно не само мои, туку и членовите на продукцијата Марио Филм, а воедно и дел од менаџерскиот тим на ова продукција. Тоа е Димче Ковиловски, кој што така да речам е еден од виновниците кој што тој веќе се грижи за ова сценографска изведба на овој документарен серијал и на овој нов документарен запис, а се разбира овој документарен запис како и сите оние документарни записи кои што ги имавте можност да ги гледате во обработка на продукцијата Марио Филм, не би биле комплетни ако не е тука и еден од најпознатите денешни современи не само антрополози, географи, историчари и етнографи, професор Драгослав Виновски, кој што овде во ова регија беше дојден по нова документарна мисија, а дел од неговото досегашно истражување во ова регија, во изминативе децении копајчи низ архивите, не само овдека во Битола, во Прилеп, не само во Република Македонија, туку ширум балканскиве простори, не само за историското и историографското битисување на ова регија, туку и за црковно-духовниот православен македонски живот, ќе ви пренесиме во продолжение на ова репортажа. Заполните страдалците за оние кои се во робство или во затвори и за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Господи, помили! Посебно место меѓу изворите на христијанската вера е одвоено за житијата на светиите. Под ова име се подразбираат делата од духовната литература во кои се собрани и опишани животите на светите личности, нивното прославување од страна на Бога, како и настаните чии што спомен црквата ги празнува,
иако повеќе од сигурно е дека на соборот на светиите му припаѓаат и оние чии што животи не се запишани. Житијата на светиите, според зборовите на отец Јустин Попович, го представуваат животот на Господ Христос, кој се повторува во животите на светиите, бидејќи црквата и се во неа го одразува животот на Господ Исус Христос. Светиите длабоко во себе го врежале Христовиот лик и христијанскиот начин на живот, поради што верните во црквата ги доживуваат како вистински сведоци на вистинската вера. Господ Христос преку апостолите ги повикал сите верни да бидат свети, велејќи: бидете свети, бидејќи јас сум свет. Секој кој вистински верува, се поистоветува со Христа и станува свет и семојчен, така што може со апостолот Павле да рече: се можам во Христа Исуса кој ми дава сила. И навистина, светите апостоли правеле величествени дела со силата што им ја подарил Господ. Воскреснувале мртви, исцелувале со својата сенка или убрус. Така, тие на дело ги исполниле Христовите зборови: вистина ви велам, кој верува во мене, делата што ги правам јас, ќе ги прави и тој, и поголеми од овие ќе прави. Образецот на поистоветување со Христа го наоѓаме во зборовите на апостол Павле: не живеам веќе јас, туку Христос живее во мене. Животите на светите апостоли и на првите христијани се опишани во делата апостолски. Евангелистот Лука ги изнел подвизите и страдањата на првите ученици на Спасителот и на останатите негови следбеници. Делата на светите апостоли се продолжение на животот и делото на Господ Христос, и тие со посредство на Духот Свет се пренесуваат на верниците во црквата. Житијата пак на светиите се своевидно продолжение на делата апостолски, бидејќи покажуваат личности чии што живот е исполнет со вистинска вера во Господа Христа, во Света Троица, во црквата и светите тајни. Светиите меѓусебно се разликуваат според личните дарови и придонесот кон живото предание на црквата. Пророци се оние свети Божји луѓе кои живееле во времето пред Христовото овоплотување. Тие, на избраниот народ Божји, му го прорекувале доаѓањето на Синот Божји на земјата и други настани од неговиот живот, како и од животот на црквата. Апостоли се учениците Христови и непосредните сведоци на неговиот живот и божествените дела. Овде е важно да се спомне дека на апостол Павле, кој не бил следбеник Христов, за време на неговиот живот Господ му дал на апостолство, јавувајќи му се на патот за Дамаск. Бидејќи апостоли можеле да бидат само оние кои го виделе Господа, јавувањето на Спасителот на дотогаш ревносниот гонител на христијаните бил настан кој го означил почетокот на неговото апостолско сведочење. Меѓу апостолите посебно место завземаат евангелистите Матеј, Марко, Лука и Јован, кои ги запишале најважните настани од Христовиот живот, зашто, како што вели апостолот и евангелист Јован, а има и многу други работи што ги направи Исус, кои, ако би се запишале, не би можеле да се соберат во целиот свет напишаните книги. Во сведочењето на верата во раната црква голема улога имале мачениците. Според зборовите на Тертулијан, нивната крв била семе за нови христијани. Мачениците достигнале највисок степен на љубов кон Христа, жртвувајќи го собствениот живот од верност кон Него. Тие се и најслични на Господа Христа, кој самиот бил маченик и образец на мачеништвото. Прв кој пострадал за верата бил свети архиџакон Стефан. Тој во часот на смртта покажал љубов
кон оние кои го каменувале велејќи: Господи, не земаим го ова за грев, и одлика на сите маченици е што страдале без омраза кон своите убици, поддржувајќи го Господа на крстот, кој му се молел на Отецот за безумните евреи: Отче, прости им, не знаат што прават. Од првите векови постојат записи со подробни описи на страдањата на мачениците, познати под името маченички податоци. Овие записи во раната црква биле читани на црковните собори веднаш по Светото Писмо. Картагинскиот собор од 418 година усвоил и правило тие задолжително да се читаат и на богослужбите во деновите на славењето на светите маченици. Покрај мачеништвото, во црквата постојат и други видови на сведочење на вистинската вера. Свети Кипријан Картагински му пишувал на своето свештенство посебно да ги помнат деновите кога се упокоиле исповедниците на верата Христова, за да може целата црква да го слави нивниот спомен, заедно со споменот на мачениците. Исповедниците во клучните настани од животот на црквата го исповедале нејзиното вистинско учење и ја бранеле црквата од соблазната на разните ереси. Голем исповедник меѓу светиите е свети Максим исповедник. Легендата не се знае кога е напишана, пренесувана е од колено на генерациите и во неа, како што е раскажувано, се работело за некој селанец од Барешани кој работел во Кападокија, тоа е во Турција, и Настон имал видение од светиот маченик Меркури дека треба да се врати во селото Барешани, на северозападниот дел од селото, дека има камен и дека има кладенец со лековита вода и тука треба да го изгради манастирот. Човекот во прво време мислел дека тоа сонување и тоа видение е затоа што Свети Меркурий бил закопан во Кападокија и сето тоа го поистоветувал со неговата смрт. Бил многу вознемирен и тоа го забележал Агата кај кој работел и на негово прашање зошто имаш толку голема вознемиреност последниве години, месеци, вика, му го раскажал сонот и Агата му дал 5 златни лири и му рекол ќе се вратиш во Барешани и ќе го изградиш манастирот. Прво било изградено некое мало манастирче, колку што му дозволувале средствата на Барешанецот, и името на манастирчето, како што посакал во сонот светителот, е Свети Меркурий. Иначе манастирот е единствен манастир во Република Македонија, кој датира од 1832 година, кога е реновирање фактички на тоа малото манастирче. Во 1832 година почнуваат да се вршат припремите за реновирање на манастирот, меѓутоа, за да се почне сето тоа, требало да се добие берат од турскиот султан, пошто црквите и манастирите во Македонија, кога Македонија се наоѓа под османлиска власт, припаѓаат на Цариградската патријаршија со седиште во Истанбул. Митрополит на Пелагониската митрополија, по која спаѓаат црквите и манастири, бил митрополитот Герасим, кој во 1832 година го извадил дозволата, бератот, што го викаат, за изградба
на манастирот, бератот се вика Барешан Клисерси и го платил 16.500 аспри, односно сребреници. И така почнува изградбата на манастирот со донации од верници, со донации од селаните. Меѓутоа, со текот на времето, манастирот врви низ многу голем историски, како да кажам, историски период. Значи, манастирот е изграден, како што ви реков, завршена изградбата во 1836, подоцна е изградена камбанаријата. Камбанаријата е изградена со камбаната, звоното од битолските звончари, меѓутоа немала дозвола за звонење, затоа што првата дозвола за звонење на камбанаријата е добиена после Младотурската револуција од султанот Ахмед II. А дозволата за манастирот е добиена од Махмуд II. Во 1870 година се изградени иконаците на манастирот. Манастирот бил монашка обител. Првиот запис за манастирот постои од Јордан Константинов Джинот, каде што во Цариградски вестник пише дека во манастирот Свети Меркурий во Барешани има библиотечно препишување на Евангелието. Како течеле општествено-политичките влијанија на територијата на Македонија, манастирот од 1870 година е под бугарската екзархија. Меѓутоа, во 1892 веќе стапува на сила грчката патријаршија. Во тоа време грчката патријаршија отвора во манастирот 4-годишно училиште и учениците што учеле во училиштето имале своја програма за учење и биле оспособувани за држење на служби во црквите, во манастирите во Македонија. А во 1901, кога митрополит во Пелагониската епархија, во Пелагониската митрополија е Амвросиос, го отвора интернатот во кој имало 90 ученици и во манастирот се прави една многу голема свеченост на која присуствуваат митрополитот Серафим, Охридско-Преспанскиот митрополит, митрополити од околните епархии, исто така и големи богати семејства од Битола и дипломатскиот кор во Битола, пошто во Битола во тоа време веќе имаме конзули доста, а грчкиот конзул е Стамат Пезас. Интернатот го подпомагале Елена Данамбаси, браќата Јоанис Теохарис и Елена Димитриу, кои Јоанис живее во Александрија, меѓутоа во Атинската банка вложува 10.000 фунти стерлинзи, од кои по 50 фунти секоја година треба да се донираат на Барешанскиот, на Крстарскиот, Христофор манастирот и на Буковскиот манастир Свето Преображение. Исто така, интернатот е помогнат од некој мусикос кој работел во Романија, помогнат е од лазаристите кои во 901 доаѓаат во Битола и од Сдруженијето Сан Венсан на сестра Виоле. Болницата Евангелизмос го користела интернатот и како едукативен центар покрај едукацијата на интернатот на свештеници, како едукативен центар за медицински сестри кои ќе помагаат во Битолската болница Евангелизмос. Манастирот ја снабдува болницата со храна. Можам да кажам дека во тоа време и се носат и првите болни од Битолската болница кои тука се исцелуваат. И тука е таа исцелителната моќ на манастирот кога почнува да се
прославува, да речам, меѓу народот дека има исцелителна моќ манастирот. После тоа доаѓаат веќе балканските војни, па имаме српска власт во манастирот и општо во сите цркви го наметнуваат за светител нивниот Свети Сава, а ги отстрануваат нашите светители Климент, Наум, Кирил, Методи и така натаму, се со цел да извршат шо поголема асимилација. Да кажам и тоа дека бугарската екзархија зема поќе замав. И тука се јавува една нетрпеливост меѓу грчките патриаршисти и бугарските екзархисти. Општо за изведување на сите религиозни обреди, било да се за слави, за празници и така натаму. Карактеристично за манастирот е тоа што во 1897 година судирот меѓу грчката и бугарската црква доаѓа до Цариград преку митрополитот на Цариградската патријаршија Константин Петти, доаѓа преку великиот везир до Абдул Хамид, султанот, и договорено е прво да држи служба грчкиот, па после да држи бугарскиот свештеник. Меѓутоа што се случува е неинтересна ситуација што грчкиот свештеник Козма ја заклучува црквата и не дозволува да држи служба бугарскиот свештеник. Кога тие превирања стануваат поголеми, грчките власти преземаат една друга верска работа, така што формираат стихизма, тоа е анатема. Врз сите оние кои ќе ќе прифатат бугарската богослужба во црквите. За таа цел грците формирале посебни чети, наречени антарти, кои вршеле многу злосторства, фактички за заплашување на народот. Четата која вршела злосторства во Буково, Крстоар, Олевен и Барешан и Велушина била под раководство на командантот Георгиос Макрис. Во ова село, во Барешани, карактеристично е да се напомене дека на 4 септември 1906 година се убиени 4 мажи и една жена од семејството викано Лукаровци. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Господи, помилуј. Премудрост. Та секогаш пазени од Твојата сила на Тебе слава Ти вознесуваме. За време на Првата светска војна манастирот е под команда на Третата армија на француските сили под водство на командантот Морис Пол Емануел Сарај и представува команда, фактички штаб на Третата армија. Околината на манастирот е цела окупирана од француските сили, така што тука се наоѓале магазини. Манастирот бил претворен во болница, каде се лечеле ранетите и болните луѓе од војната. Го користеле и сестрите од болницата Евангелизмос. Исто така можам да напоменам еден куриозитет што во тоа време во французите во селото Барешани преку глинени керамички цевки донесле вода во 5 чешми. Исто така има и една тесно линејка која идела од Жабени, има и остатоци денес од неа, до селото каде со воз или се превезувале материјалите и оружјето за потребите на француската војска. После завршетокот на Првата светска војна, кога французите ја напуштаат Битола, дел од бугарските власти
веќе почнуваат со грабеж по манастирите, по црквите. Ограбени се многу свети работи од манастирите, оние што се чуваат во олтарот, како што се путирот, проскомидијата и сите тие работи кои биле сребрени или златни. Тие работи се украдени од овој манастир, од црквата во селото и се пренесени во музеот во Софија. За време на кралството на србите, хрватите и словенците, после тоа, тука доаѓа по наредба на грчкиот крал Константин, доаѓа за митрополит Христозом, кој е со звање епископ. Епископот Христозом го носи Николај Владимирович во Македонија, така што најголемата улога што ја игра во црквата е фактички Николај Владимирович. Во времето на Николај Владимирович манастирот исто така има монашката обител. Во црквата Света Тројца го доведува Јован Кроштански или Јован Шангајски, кој представува белогардејски војник, кој заминува после војната со календарите или несогласувањето со календарите, кога многу белогардејци заминуваат од Валам, преку Македонија за Светагора, Јован Кроштански останува во Битова, кој ги лечел болдите од овој манастир со иконата на Свети Наум. И денес во Руската црква Свети Дух или Света Тројца стои неговата одежда, поклонета од Шангај специјално за овој манастир, за црквата во Битова. Можам да нагласам дека во тоа време Николај Владимирович ја донесува во Битола и ново прогласената сега маченичка Стефанида, која трагично загинува 45-та година во Христофорскиот манастир. Исто така, карактеристично е што манастирот бил посетуван од многу патеписци, кои на овој предел ги опишувале црквите и манастирите, меѓутоа не ги опишувале со нивната внатрешност, него ги опишувале со околината, дека е добра и убава. Најпосетен манастирот бил од руските конзули Хитрово и Ростоховски. Манастирот Свети Меркурий, името го носи на светителот Свети Меркурий, кој е роден во 224 година во градот Ескентос во Кападокија, источна Мала Азија, денешна Турција. А роден е од татко му Јарес и мајката, која не се знае како се вика, али подоцна се ја наречена Сафина. Роден е како син на скитски офицер, а скитици се некој народ кој живеат во Иран, а служат во ерменската легија на Римското царство. Првото родено име на Свети великомаченик Меркурий бил Филопатер, односно љубител на татко во превод, меѓутоа после го крстил према планетата Миркур, што значи сила и слава. На своја 17 годишна возраст Меркурий веќе стапува во ерменската легија под водство на командантот Мартензес, во кој и Меркурий веќе заминуваат на војна со варвари. Една вечер Меркурий има видение во сонот дека се јавува Архангел Михаил и му вика: ти ќе победиш во војната, и му дава еден меч. Со овој меч рече ќе извојуваш голема победа, меѓутоа знај дека ќе пострадаш за Исус Христос. Светителот Свети Меркурий и бил наклеветен кај царот Деки од некој Катул
војник по име Катул и деки го вика како да се посоветува за војните цели, меѓутоа вика ајде сега ние ќе одиме да дадеме почите на Артемида. Тогаш Меркурий одбива и вика јас сум христијанин. Јас верувам само во мојот Господ Исус Христос. Деки, пошто бил многу задоволен од неговата храброст, го затворил, мислејќи дека во затворот ќе се премисли. Меѓутоа, верата во христијанството и во Бога не успела да го премисли и другиот ден, кога се вратил, му кажал дека јас останувам на моето, дека јас сум христијанин. Наредил да го мачат, така што го мачале го врзале на 4 столба, запалиле оган да го горат неговото тело и го бичовале со бичеви, со мачеви и течела толку крв што се гасе логнот. Го затвориле вечерта во келијата и вечерта пак имаме доаѓање на Архангел Михаил кој ги исцелува раните на Меркурий. Другиот ден, кога пак доаѓа кај царот, овој се вчудоневидува зошто сите рани се излечени и кој ги излекол. Почнува да се јавува некое мислење кај него дека ова може да влијае врз другиот народ, да почни народот да го прифаќа веќе христијанството како чудо што се случило со Меркурий. Така да почнуваат нови мачења и на крајот, плашејќи се деки од народот што бил околу што гледал дека може да се обрати во христијанство ради чудото со Меркурий, наредил да го однесат во Кесарија и таму да му ја пресечат главата и да го убијат. Смртта на Меркурий станува на 7 декември во 250 година во Кесарија Кападокиска. Бил погребан во Кападокиските градини и еден ден на некој жител од Кападокија веќе му иди насон, рече моето тело е закопано, јас сум Меркурий, моето тело е закопано во Кападокиските градини, те молам да го откопаш и да го закопаш во блиската црква. Човекот го направил тоа и кога се откопало телото, тоа веќе било како снег, мирисало на Смирна. Го погребале во црквата со сите црковни почести и после тоа на гробот на Меркурий почнале да се случуваат многу чуда. Имало исцелување од болни, од сакати, од слепи и веќе народот почнува да ги чувствува чудата на Меркурий. Tako da prosvetиција свет Твој пред человеки, јако да видија добра дела Твоја и прославјат Отца нашего иже ес на небесње, всегда ни не и присно и во веки веков.
Всели се во нас, очисти од секаква нечистотија и спаси ги благи душите наши. Слава на Богу и сините на земјата, мир да бидете добра воља. Царю небесни, утешители душе истини, жавезда си, вся исполняја и сокруште блага и жизни подателю, приди, всели си јавни, очистени од всякија скверни и спаси блаже души наши. Славишни Богу на земјите, леце благоволени. Цару небесен, утешител духа на истината, кој си насекаде и се исполнуваш резница на благи на живот подателу, дојде и всели се во нас, очисти од секаква нечистота и спаси ги патите. Господи, се гонадори устата моја, тя возми на поводен час. Владика Петричек, да Господа се Благоверному и Христолюбивому народу нашему македонскому, подаш Господи здравје же и спасение, и осјек благое поспешение, над враги же победу одоление, и сохрани го на многая лета. Многая лета, многая лета, многая лета. Преосвещенейшему и високодостојнейшему Господину нашему Николaju, Божју милостию православному епископу величкому, подаш Господи здравје же и спасение, и осјек благое поспешение, на драги же победу одоление, и сохрани го на многая лета. I na vestuvanje na čoveka
запеме, радувај се, исполнување на промислата на посети го валози и утврди го, што го насади десницата Твоја. Свјати верни. Господи, Господи, погледни од небото и види, посети го валози и утврди го, што го насади десницата Твоја. Свјати Господи, погледни од небото и види, посети го валозе и утврди го, што го насади десницата Твоја. Помилуј нас. Господи, помилуј. Овој свет храм и за сите што влегуваат во него со вера, набожност и страх Божји, да се помолиме на Господа. Господи, За предложените честни дарови да се помолиме на Господа. За овој свет храм и за оние што влегуваат во него со вера, набожност и страх Божји, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Боже, заштити не, спаси, помилуј, запази не со Твојата благодат. Господи, помилуј. Целиот ден совршен, свет мирен и безгрешен просиме од Господа. Драги браќа, сослужители, драги браќа и сестри, му благодариме на Бога, Спасителот, што не повика и денес нова неделна литургија на 26-та седмица по Педесетница. Благодариме на вашата благочестива покана и најпрвен да ја споделам со вас честа што сум прв пат тука во името на надлежниот митрополит на Преспаско-Пелагониската епархија на владиката Петар, од кого ви ги пренесувам архипастерските поздрави и благослови. Се собравме и во овој манастир, бидејќи го празнува својот патрон, великиот маченик Меркурий, еден прекрасен светител од 3 век, кој сосема на крајот од својот краток живот, ми се чини околу 25 години имал, само кога смело ја исповедал својата вера, секавајќи се на татковскиот аманет и на татков и на родителскиот благослов да живее и за да го заврши овој живот како христијанин и без воопшто да размислува за себе, да размислува во еден себичен контекст на една лакома страст за живот, за што подолг живот, знаејќи дека неговиот живот ќе заврши токму во моментот кога ќе исповеда верата во Христа, тој со благодата Божја најде доволно храброст и доволно сила да го направи тој чекор и со тоа да се уподоби на самиот
Господ и Спасител, кој се распна доброволно, без никаква вина на крстот, повторувајќи го делото и на свети Јован Крстител и претече Господов, на многобројните маченици кои во тоа време живеа насекаде по Римското царство, кое се уште дотогаш не беше поделено. И чудесно како токму со празнувањето на овој наш свет Отец, чија чудотворна и благодатна сила ја чувствуваат многумина во овој манастир, се совпадна и едно прекрасно евангелие за човек кој се посветил на создавање богатства, заборавајќи на смртниот час што доаѓа. И тоа е едно евангелие кое што многу пати подоцна светите отци во преданието на црквата му дале едно навистина големо и заслужено место. Имено, ако може да се сублимира на тој начин, она место во кое што ние собираме богатства во овој свет не е некаков простор географски, не е дури ни некаков сев во нашите домови, не е ниту некаква создавање на некаков имот и ризници, туку тоа е просторот на нашето срце. Најголемиот дел од времето што го живееме во секојдневието наше, она во што целиме во тоа време, она за што го трошиме тоа време, тоа се или нашата борба чекор по чекор, подвижнички, искрушено, смирено, да дојдеме до заедница и да негуваме заедница со Бога, или пак да наталожиме страсти и гревови и падови во кои што таа наша ризница, тоа наше срце, тој наш простор, тој наш внатрешен амбар го исполнуваме само со мрак, со темница, со зло и со небитие. Да запомниме дека се што создаваме во овој свет останува тука. Но онака како што е устроен човечкиот живот по Адама и Ева, нашите прародители, тоа е учење, според учењето на светите отци, дека душата и телото се создаваат и се соединувајќи се во времето на нашето зачнување. И оттаму е цело она богословие за животот на личноста, на човекот, на битието уште во времето на утробата на мајката своја. Значи, како би се рекло со јазикот на медицината, во пренаталниот период, па и натаму, до последниот здив, сушност, душата и телото никогаш не вкусиле да постојат, да вкусуваат живот, да спознаваат разделени, се до моментот на смртта. Од тој момент, не времето на смртта тука да надополнам замислено како умирање, како едно исчезнување, како еден престанок на постоењето, како едно небитие, ништавило, туку смртта како еден премин, како еден момент во кој што ние ја напуштаме историјата, го напуштаме овој свет, го напуштаме и собственото тело и одиме да се представиме пред лицето на живиот Бог. Таму одиме со оние богатства што сме ги стекнале во овој свет. Но ако се уште нашата душа е врзана со одредени гревови и страсти, а пазете, за исполнување на било која страст и на било кој грев, нам ни е потребно телото. Кога душата веќе
ќе го нема телото да ги изврши тие страстни гревовни навики што ги имала, таа бескрајно почнува да страда. Бидејќи тогаш обидува дека богатството што сме го стекнале во овој свет не е богатство, туку еден голем долг кој што не можеме во тој момент повеќе да го исплатиме никако. Затоа, браќа и сестри, да се молиме на Господа да го управуваме нашиот живот, нашите мисли, нашите дела, нашите зборови, така да во еден момент ќе пристапат пред светиот кутир и смирено, слободно ќе го исповедајќи го Бога, ќе го примат Бог да учествува во нивниот живот, а нам да учествуваме во Божествениот. Да се молиме и на Пресвета Богородица, и на сите светители, и на денешните светле великомаченици Меркурий и Екатерина, да ни помогнат во тоа дело, да не оставаат сами, бидејќи ние знаеме дека самите сме немокни, дека благодата Божја, помошта на свидетелите, помошта на ангелите, нас не исправаат и не враќаат на тој добар пат кој што води во вечноста. Да сте живи и здрави од Бога, благословени за нас.